наша прва денешна гостинка овде во студиото е Искра Бекриќ. Веќе ви најавив и утринава и знам дека веќе добро ја знаете, доктор по ветеринарна медицина. Искра, добро утро. Добро утро. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Ти благодарам како секогаш што ни дојде, затоа што секогаш имаш корисни совети. Драго ми е. Со оглед на тоа што веќе дојдоа летните горештини, сосема логично секому му е дека ќе зборуваме токму на оваа тема. Нам ни паѓа тешко, па да видиме како да ги заштитиме нашите домашни миленичиња, како да им помогнеме и со првото прашање како влијаат врз нив овие горештини. Така, летото полека, сигурно ни доаѓа. Јас лично многу го сакам. Мене температурите колку и да се високи не ми пречат, меѓутоа на сите мои животинки многу им пречат реално. Тоа го приметувам секогаш, секоја година. Она од кое што мора да ги заштитиме кога веќе ги ограничуваме нели во нивното слободно движење, живење, да кажам, ние ги поставуваме границите, е да ги заштитиме од топлината, од паразитите, од се она кое што и нам би ни пречало, треба да ги заштитиме и нив дефинитивно. Не сум те прашала никогаш кои се сите твои животинки? Моментално се само 3 до 4 мачиња, а имав и кутра до неодамна, меѓутоа си остаре веќе го немам за жал. Да. Сега кога зборуваме за домашни миленичиња, кај нас најчести се, значи, кучињата, мачињата, папагалчиња и рибчиња. На кој најмногу влијае, врз кој најмногу влијаат ваквите временски промени? Најмногу влијае, на сите влијае, дефинитивно, меѓутоа најмногу влијае на кучињата, тие најчесто пројавуваат. Затоа што излегуваат надвор? Така, затоа што излегуваат надвор и најчесто и се носат на годишни одмори кога се патува. Мачињата се малку поспецифични, за другите животинки најчесто се наоѓа некој да ги причува во тој период. Некогаш и кучињата и мачињата се носат во пансиони, сега барем ги имаме многу. Меѓутоа, најчесто кучињата, бидејќи мора да се изнесат и прошетаат надвор, дефинитивно. Имало, Искра, некои раси на кучиња кои што биле апсолутно нетолерантни кон високи температури? Тоа се претежно сибирските раси на кучиња на кои што реално ова има целосно неприродна средина. Има и доста чуваат. Ги има, да. Тие делумно се приспособуваат, меѓутоа сепак самото нивното тело не е создадено за овие температури, како што кажавме, сибирски, значи тие се за услови каде што е многу поладно. Тука спаѓаат хаските, маламутите, самоедите, апсолутно, кои што ги едно време многу ги имаше, како и сите раси стануваат актуелни па ги снимува, меѓутоа се уште ги има, луѓето ги чуваат, чау, значи сите оние кои што имаат многу длака крвно. Тоа сега прашам, значи дали е пресудно тука долгото влакно? Долгото влакно е до некаде пресудно, меѓутоа има и други кучиња кои што имаат крзно, но се поприспособливи. Значи сите кучиња, 90% да кажам, си имаат на нив крзно, меѓутоа оние кои што се создадени да влечат санкиеве, така да кажам, нормално е дека на 40 степени нема да се снаоѓаат баш најдобро. И за нив се потребни баш посебни услови, односно многу да се внимава, бидејќи се малку по приемчиви, да кажам, на топлотни удари поради самото крзно кое што го носат на себе. Од друга страна, сакам да напоменам дека многу е важно да се консултираат собствениците со ветеринарните доктори и грумерите пред да се решат целосно да ги истрижат своите миленици. Тоа не им помага доволно. Нормално кога се заплеткани, да, обавезно, меѓутоа крзното колку што е тука да заштити од ладно, тука и тука да заштити од сончевите зраци. Значи, природното крзно треба да се одржува, меѓутоа не да се отстрани целосно во никој случај, освен ако нема некоја медицинска причина за тоа. Кога сме кај горештините, би започнала од она што според тебе е ризик број 1 за домашните миленичиња преку лето, при високи температури, а тоа е топлотниот удар. Така, да. Она кое прво ќе го кажам, на што мора многу да внимаваат собствениците, нели повеќето од нас во самите стамбени објекти во кои што живееме одржуваме некоја пријатна температура и за нас и за нив, меѓутоа тие мора да се изнесат надвор поради нивните физиолошки потреби, а да ги почитуваат оние правила кои важат и за нас. До 10 часот, после 18-19 часот, значи кога веќе зраците, UV зрачењата не се толку силни. Пред се, многу е топло, второ, многу е загреана подлогата на која што газат асфалтот, циментото е презагреано, значи доволно ставете вашата дланка во 15 часот, да кажем, нема да може да издржите, што правиме со нежните шепи на кучињата, тие буквално горат. И друго, да, тие се движат нормално, меѓутоа
како што кажав, нив е многу потопло отколку што не е на нас и пожелно е доколку мора да се изнесат да бидат во апсолутно тревници некои каде што има сенка да извршат физиолошка потреба и повторно да се вратат назад, а оние пријатни долги прошетки да бидат наутро и навечер, кога е многу попријатно. Значи мораме да направиме сериозни промени во начинот на живење преку лето, ете во однос на долгите прошетки, играњето надвор, предпоставувам, ги заморува, ги оптеретува дополнително. Ги загрева, дефинитивно. Тие и самите, значи, животните имаат доволно развиен инстинкт да се снајдат. Тие никогаш не би седеле на сонце повеќе од што им е потребно, доколку не се врзани, да кажем, да мора да бидат во таа позиција. Тие се приспособуваат, се тргаат. Еве сега гледаме и по уличните кучиња ги нема, тие се некаде во сенки напикани до наутро и навечер. Викендов во подрум цел викенд седеше едно, да. По негов избор, не го представиш ја со подрум, наједноставно си почувствува најстудено. Значи тие знаат да се аклиматизираат колку што можат, колку што им дозволуваат условите, меѓутоа за оние за кои што ние се грижиме и одлучуваме, мора да внимаваме. Значи нема шетање во... Јас се уште гледам во 3 часот попладне се шетаат кучиња. Сега нормално, нели, собственикот мисли, ама мора да изврши физиолошки потреби, беше затворено цел ден. Да, меѓутоа барите сенки и враќате се назад додека не стане попријатно за шетање. Да е само за физиолошка потреба, да не е за никаква друга прошетка. Не, ама и самото кутре нема да извршува никаква активност, тоа нема да игра и да трча на овие температури во никој случај. Колку се чести овие топлотни удари? Чести се, многу се чести, да, и најчесто се кога се оставаат милениците во коли. Собствениците често мислат дека... То не го научивме уште дека не сме... Па не, се уште не. Знаете како 2 минути само да купам нешто, а на касата гужва долга, така? И само 2 минути да се во такви услови, колите пребрзо се загреваат. Ние него, нели, кога ќе влеземе во кола, чувствуваме леле, спуштаме прозори, пуштаме клима, се. За нив е пута 2, јас стално кажувам. Тоа е дупло потопло и потешко да се издржи. И не препорачувам кога е волку топло, нити па со спуштени прозори да се оставаат возилата, сепак се загрева, значи внатре е претопло. А многу малку треба да се стигне до таа состојба на топлотен удар и е честа кај кучињата. За како се препознава, претпоставам дека лесно се лесно се препознава, да. Лесен, да. Но брефтање, многу забрзано дишење, односно брефтање, лигавење, дезориентираност, збунетост, исто како и кај луѓето при топлотен удар може да се јави повраќање, може да се јават и епинапади. Меѓутоа првите симптоми се многу забрзано дишење и лигавење, бледо црвени непца, нетипично црвени непца. Така да и секогаш препорачувам веднаш да се обратат кон ветеринар. Веднаш да не се експериментира со собственикот, значи не да се јават прво, него директно до најблискиот ветеринар кој што мора да интервенира во таа ситуација, тоа е итна ситуација. А оние прва помош што правиме со студена вода да го испрскаме? Млака вода е во ред, студена вода не, бидејќи самото тело на кучето е во тој момент презагреано, достигнува некоја многу висока температура, грч студена вода само шок може да предизвика, застој на срцевата работа. Многу често јас за полесно да им стане на собствениците, споредувам со нас, тоа е исто како да седите цел ден на сонце и да влезете во ладно езеро или море. Ако сте здрави, може би ќе биде во ред, меѓутоа многу често се случува да има негативен, односно една состојба на шок да се јави, така да туширање со млака вода за да се олади, да, доколку сака да пие свежа вода, апсолутно да. Друго нема што може многу да се помогне. Дома треба веднаш да се оди кон ветеринар, каде што ќе пристапат кон интравенозна терапија, ладење на организмот преку инфузија и се што треба. А како да препознаеме дали е дехидрирано, дали се слични симптомите? Па симптомите на дехидрираност во принцип секогаш имаат свежа вода, тие пијат вода, меѓутоа доколку се работи за некои миленици кои што не сакаат многу баш да конзумираат вода, наједноставниот тест е доколку ја подигнете кожата над вратот и таа остане како сплескана или подигната, не се врати веднаш за неколку секунди, тоа значи дека е кучето дехидрирано. Тоа значи дека исто треба да се пристапи кон рехидратација. Има сега постојат на пазарот и сокчиња, електролити за кутриња, меѓутоа ние секогаш препорачуваме да се посети ветеринар доколку се јави таква голема дехидрираност,
кога ќе ја подигнете кожата и таа стои да не речам 10-20 секунди не се враќа во нормална состава, тоа е апсолутно голема дехидрираност. Тоа е тест, значи така Тоа е најлесниот домашен тест, нормално доколку сте сигурни во својата постапка и имате дресиран миленик, значи некогаш сега да не испане дека препорачуваме нешто на кое што може да изреагира кутрето. Да. Што е со исхраната? Дали таа треба да се промени во текот на летниот период? Да се промени конкретно не, доколку се работи за храна која што му одговара на куќето и нормално се функционира на неа, но она што ќе забележите дека помалку ќе конзумира храна, тоа е многу нормално. Многу често не сакаат едноставно. Не им се јаде исто како и на нас кога се стоплува, ќе конзумираат толку колку што им треба. Многу поважно е да пијат вода отколку во големо количество да јадат храна. Многу нормално е малку да ослабат овој период, ако е драстично, апсолутно нешто друго е, меѓутоа тоа е така некоја лесно забележливо слабење, нормално, помалку ќе конзумираат храна, енергијата едноставно ја трошат да се ладат на некој начин. Не им е потребно плюс енергија да го загреваат организмот и затоа конзумираат помалку храна, но доколку е храната соодветна, нема потреба да се менува на зимска, летна. Само количината се намалува. Искра, последниот пат кога беше овде кај мене пролет беше, изборувавме за надворешните паразити. Така, да. Дали сега, со оглед на тоа што се ориентираме еве кон високите температури, тоа не е главен проблем, но дали крлежите се зад нас? Или се се уште опасност? Тука се и крлежите и болвите, постојано се тука. Тоа исто така мора собствениците да го сватат дека нашата клима постојано се менува. Ние веќе немаме периоди во кои што ги има или ги нема, ги има постојано, но она што сега дополнително го има овој период се комарци и песочни мушички, кои што едноставно се појавуваат на крајот од пролета и до негде крајот на есента ги има. И мора да ги заштитат своите миленици од нив и да бараат препарати кои што заштитуваат дополнително од комарци и песочни мушички. Веќе повеќето препарати на нашиот пазар се доволно, значи содржат се во нив да заштитат од сите надворешни паразити, меѓутоа се уште има и препарати кои се само за болови и крлежи. Важно е во однос на тоа каде живеат, дали има блиску вода, река, мочуришта, каде што има повеќе комарци и мушички, впрочем, малку да имаат појачана заштита од надворешни паразити. И да внимаваат, апсолутно летото не значи дека веќе немаме крлежи и болви, како што кажав, тие дури сега ги ставаме во тука се, меѓутоа во заден план, бидејќи овие кои што пренесуваат исто така многу сериозни заболувања, се сега наактивни. Така. И уште, да, имам уште време за малку совети да дадеме околу оние собственици кои што сакаат да појдат на одмор секако со своето милениче. Прво, што треба да испланираат? Што треба да имаат на ум без што не смеат да појдат на одмор? Прво, не смеат да појдат без она што си го користат дома, значи соодветната храна. Пред се, всушност, треба да се осигураат дека одат некаде каде што ќе бидат добре дојдени со својот миленик. Сега е веќе тоа лесно, има многу pet friendly и хотели, апартмани, и кампови, нормално, и лесно се проверува. Да си земат се она што им треба за кутрето од дома, бидејќи многу често се случува ќе стигнат некаде, мислат дека можат да купат, а не можат. Најмногу збориме за храната, да го заштитат од паразити пред да одат, да се осигураат дека имаат доколку еве на пример имаат каивче, да кажеме дека е водоотпорно, бидејќи сигурно миленикот ќе влегува во вода, со тоа што секогаш да имаат во предвид дека оние надворешни препарати кои што се користат како каивчињата и ампулите, нема да им се намали дејството, особено не на водоотпорните каивчиња, меѓутоа па испуштаат материја која што може да е штетна за водниот свет, така да во консултација со ветеринарот убаво е да си поразговараат за летниот тип на заштита. Милениче да не наштетиме на други. Тоа не е толку драстично, меѓутоа во самото упатство на нив се стои дека се водоотпорни, меѓутоа при влегување во водни текови, мориња, езера, реки, што и да е, дека материјата која што се испушта може да наштети на водниот свет. И она што собствениците некако го подзабораваат е дека за патување им треба ветеринарен сертификат дека кутрето е здраво
и вакцинирано со соодветните вакцини. Чипирано. И чипирано обавезно, значи сите миленијци сега си имаат свој пасош. Меѓутоа за тој ветеринарен сертификат се потребни неколку денови. Некогаш се случува ќе дојдат кај ветеринарот, треба да патувам вчера, нели во тој стил, или одам за 2 дена, а немам сертификат. И сепак тоа да го имаат во предвид, дека е соодветно и редовно примена вакцината против беснило, а најубаво е да си отворат на интернет или во контакт со ветеринарот земјата во која што ќе патуваат. Што барат. Да. Да, во принцип е тоа да биде кучето имунизирано против беснило, да има сертификат дека е здраво и пасошот, меѓутоа некои земји може да имаат нешто плюс, да немаат непријатна ситуација, да не можат да ја поминат границата, најдобро да се консултираат и да се остават некој период од 10 дена пред патувањето да го средат тој процесот со документацијата пред патување. Искра, со оглед на тоа што горе до овој период од годината одново и одново секоја година се зборува на оваа тема, но нешто за кое што немавме зборувано досега, а што честопати си го поставуваат како прашање собствениците на домашни миленијци, исто како и родителите за своите деца, е што ќе им се случи ако се напијат од езерска или пак морска вода. Во принцип не може да ги контролирате, на сите ни се случува погрешка. Мора да пробаат малку, така. Да, они се и љубопитни и за нив водата е вода, дури не видат што е. Езерската вода е малку побезбедна, иако не е. Нормално во себе си има микроорганизми кои што си живеат тука. Во мала количина најверојатно ништо нема да им биде, меѓутоа во поголема количина, доколку забележите после посета на езеро, повраќање или било какви проблеми гастроинтестинални, најверојатно од водата се работи за некој микроорганизам, паразит, бактерија, и треба да се испита нормално повторно на ветеринар. Меѓутоа малку посериозна е солената вода, која што апсолутно е многу потешка за стомакот на кучето. Веднаш ќе забележите повраќање, ако се работи за голема количина, значи иритација на желудникот, при што мора да се интервенира затоа што зборуваме за летен период во кој веќе е топло. Кучето веќе е изложено на поголема перспирација, односно губење на водата од својот организам, плюс повраќање или диареја, апсолутно значи дека многу брзо ќе дехидрира, така да мора веднаш да се обратат кај ветеринарен доктор да се спроведе терапија, да се спречи таа дехидрација. Така да колку што можат да внимаваат, но пак ќе кажам, кучињата не се воопшто глупави, тие знаат, нели. Меѓутоа се случува понекогаш погрешка да се наголтаат вода, да се јават такви симптоми. Она што е важно е дека треба да се реагира, нема да помине само со давање на питка вода, треба да сепак треба терапија и за тоа. Што треба да носиме во нашата подвижна мини аптека за милениците? За милениците убаво е да се носи јагленче, тоа секогаш го препорачуваме да се има дома, при случај на несакано, не дај Боже, труење како прва реакција, при проблеми со желудникот, ете можеби храната, најчесто собствениците користат сува храна, која што е отпорна на температура и влага до некаде. Меѓутоа се случува да ужегне, го велиме тоа, или малку да се расипе, да им предизвика проблеми. Во тој случај повторно јагленот може да се најде. Убаво е да си има веќе сечиња, се продаваат за прва помош, значи во нив има отстранувач на крлежи, завојчиња, некои газички, доколку случајно се исече, малку хидроген, малку физиолошки раствор. Меѓутоа, во принцип, најдобро е да тргнат со добро расположение, со добро заштитен миленик и нормално да внимаваат на него, да му обезбедуваат сенка во секое време. Јас пак ќе кажам, доколку го пуштите вашето куче на плажа, тоа нема да седи на сонце 4-5 часа, туку ќе се бара сенка како и сите животни. И секако за да си поминат убаво да одат на места каде што се милениците добре дојдени. И за плажите исто важи, некаде се, некаде не се. На повеќето веќе се. Меѓутоа тоа е тоа. Значи да нема потреба да тргаат со цела кеса антибиотици или такви работи. Тие на своја рака никој не треба да ги дава. Или чисто да се информираат каде најблиску има ветеринарен доктор во регијата во која што ќе одат за секој случај. И предпоставувам да не се забораваат на плажа со миленичето, така? Апсолутно не. Апсолутно не. Не знам колку име уживање во најголемите гужви на... Не име уживање. Така. Јас искрено мислам и тврдам дека не име некој уживање како што ни е на нас.
Има плажи кои што имаат убави сенки, обично тие се камперските плажи, тоа е во ред, Природни нормално, сенки особено, природни така, сенки, оние сенки под кои што ние седиме на тие комерцијални плажи, да кажам, со чадори, тие сепак не се доволна сенка, не мора да биде кутрето после 11 часот до 17 во најтоплото таму. И сега од друга страна па каде би го оставиле, нели? Доколку го ставите во апартман кој што нема да биде климатизиран, повторно имате проблем, така да мора да се координирате според миленикот. Секој оној што одлучил да има миленик мора да внимава на се околу него. Сам голема уврска е тоа, претпоставам повеќето собственици го знаат. Обврска, а и е член на семејството, Апсолутно така, да. Затоа па она кое што го дава миленикот е големо уживање за сите членови. Меѓутоа да не се тргне, нели, си го земам куќето, ништо нема да му биде. Сепак мора да се организирате и околу него, особено во летниот период. Искрено многу ти благодарам за Благодарам на поканата. твое гостување, па нареден пат на друга тема. Така. Секако.